продолжуваме со колешката Ирена. Ја пречека својата гостинка од Куманово? Да. Кумановка. Добро утро и добро ни дојде на Кумановски. Како ќе не поздравиш? Па јас би сакала на македонски, да шегувам. Со оглед на тоа дека вашиот дијалект ми е многу интересен и многу специфичен, но убаво и да се ги негуваме дијалектите. Но добро, добро утро и добро ни дојдовте. Ќе зборуваме за нешто многу убаво исто така, Ирена, ова утро, а поготово за музеот во Куманово. Еве како ги опаќаме градовите. Вчера ги имавме дечињата, прекрасните дечиња од Штип, Велес, сега Куманово, па нека ни продолжи така и во 2025-та да ги имаме гостите од Македонија. Инаку директор Марија Живачки, така? Да. На музеот во Куманово, 60 години од основањето на токму оваа установа. Па нека се множат годините и повеќе ќе дознаеме од разговорот, Ирена. Си чекаш да си започнеш, но јас никако да престана. Повели. Благодараме ве за убавата најава. Марија, добро утро. Благодарам што ова утро, како што кажа Слободанка, допатувавте од Куманово, директорка на Националната установа Музеј Куманово. Оваа година го навршувате својот 60-ти јубилеј, 60 години постоење. Формирани сте во далечната 1964 година. Како беа почетоците на Музеот Куманово? Па вака е само да кажам добро утро и благодарам на телевизија Алфа што ме поканите да гостувам во вашата емисија Добро утро, секој утро. Ние, како Национална установа Музеј Куманово, во месец декември обележуваме 60 години од постоењето, од основањето. Во далечната 1964 година е основана Историски музеј Куманово, кој што во 1979 година е преименуван во Народен музеј, а во 2004 година го доби името Национална установа Музеј Куманово. Ние во месец декември приредивме една специјална програма за одбележување на овој наш значаен јубилеј, во кој што на 3 декември беше отворена изложбата Сеќавања за археолозите Блажо Ѓорѓиевски, Ленка Трајковска и Јовица Станковски, која траеше до 13 декември. На 16 декември ја отворивме изложбата Интегрантни впечатоци, колекција Енигма на реномираниот сликар Синиша Кашавелски, која ќе биде поставена до денес во музеот. На 21 декември го означуваме јубилејот Куманово, 60 години постоење. Вечерта, вечерта, во 19:30 кажеме за тоа посебно. Ова сега ни кажувате значи како го одбележуваме роденденот, 60 години. И завршуваме на 25 декември со изложбата 50 години ликовна колонија Куманово, која ќе биде отворена 25 декември и ќе биде поставена до 23 јануари следната година 25. Значи цел месец декември, вие во знакот на одбележување на 60 години постоење Национална установа Музеј Куманово, кажавте за почетоците, далечната 64-та, да им кажеме на гледачите што се спаѓа под Национална установа Музеј Куманово. Па под Национална установа Музеј Куманово, значи ние ја имаме уметничката галерија во Куманово, постојаната музејска поставка која што отворена во 2004 година, на која што се изложени археолошки, историски, етнолошки експонати, меморијалниот музеј Аснон во село Пелинце, Кокино, Мегалитската обсерваторија, куќа музеј на Христијан Тодоровски Карпуш. Тоа е се што спаѓа под вас. Така, значи сето тоа вие го работите, го менаџирате заедно со вашиот тим. Да. Ние имаме, значи музеот Куманово фаќа повеќе области во кои што работиме, тоа е археологијата, историја на уметност, етнологија, документација, конзервација, значи во областа на музејската дејност имаме повеќе, да кажам, оделенија кои што работат тимски и го сочинуваат музеот. Честитки, неупатив честитки и среќен роден ден, 60 години јубилеј до вас како директор и до сите ваши вработени. Сега она што ќе се случува свечено, ќе биде во сабота на 21 декември во 19 часот и 30 минути. Значи се случува една свеченост во музеот.
во уметничката Галерија. галерија, да, И ќе што биде ќе се случува, што представено, ќе да. биде вечерта? Значи, на тоа одбележување ќе и посетителите кои ќе дојдат, нормално ќе имаат можност и љубителите на културата да го погледнат историјатот, нели, на музеот, презентација со фотографии од изложби, од истражувања на музеот, ќе има видеозапис на кој што ќе се обратат пензионираните кустоси кои што работеле во музеот, изложби, дел од изложби, сеќавања на археолозите што претходно ја споменав, која беше во месец декември, Блажо Георгиевски, Ленка Трајковска и Јовица Станковски, ќе има дел од изложбата Народно-ослободителна борба во Куманово 1941-44 година, која што беше отворена во месец ноември по повод 80 години од ослободувањето на градот. Ќе има уметнички дела кои се од депото на уметничката галерија во Куманово, од современа македонска уметност, и ќе има етнолошки приказ на етнолошки филм Джамалари, и сите посетители кои ќе може започнува во 19:30 и програмата трае Целата до програмата ќе трае па до кај 9 часот. Да, Можеби бидејќи ќе многу може, набројавте, да. Да, ќе може во уметничката галерија има 5 сали на која во секоја сала, секој одделение ќе се представи со она што ние нели го работиме. Инаку влезот е слободен, така? Влезот е слободен, и претходно не кажав дека во месец декември за сите посетители, еве ги поканувам кумановци, мислам и цела Македонија, ние го отворивме музеот со бесплатен влез за сите посетители во чест на 60 години одбележување нели на нашиот значаен јубилеј Национална установа музеј Куманово. Значи влезот е слободен Да. за сето она што ќе се случува во националната установа. Сега она што во моментов се случува е една изложба која што до вечерва е отворена, за која што има голем интерес, тоа е изложбата на Синиша Кашавелски, да. Тоа е наш уметник кој што работи реализам, така? Реализам, да, и тој е познат во светски рамки, има добиено многобројни награди во Париз, во Шпанија, има изложувано во Сингапур и во многу други светски метрополи каде што е признаен и спаѓа во топ 10 реалисти во светот. Да, тој меѓутоа само неколку дена трае. Само неколку Еве, дена, убава да. можност до вечер, до колку часот е отворена изложбата? До вечер, до 5 часот ќе може до 17, така. Тоа е она што е сега во моментов сега во актуелно. моментот, да, актуелно. Ние како музееве сакам да потенцирам дека работиме на собирање, истражување, научно и стручно обработување на предметите, заштита и презентирање на музејските предмети. Значи сето тоа го работи музеот во сите области: археологија, историја на уметност и етнологија. Имаме околу 9000 предмети, од кои што 3000 предмети се изложени на постојаната музејска поставка во Национална установа музеј Куманово, а инаку од 2024 година морам да кажам дека е година и кога има и други многу значени јубилеи, така. Токму тоа ќе ве прашав. Значи месец декември го одбележувате роденденот, на 21 е свеченоста. Да. Меѓутоа цела година ви е некако јубилејна, имате многу активности низ годинава кога би требало да се направи една ретроспектива. Еве, посеќавање како може да ја оцените годинава што изминува. Од прво 60 години, нели сега, 50 години меѓународна ликовна колонија, која што во организација Национална установа музеј Куманово. Одбележуваме 45 години од отварањето на куќа музеј на Христијан Тодоровски Карпуш, кој исто така во надлежност на музеот, каде што има поставено историска поставка. Таа е отворена во 79 година, меѓутоа во 2019 до 2021 беше целосно реобновена, реконципирана, има поставена нова музејска поставка. Одбележуваме 30 години од првото списание музејски гласник во Куманово, кој што излегол во 15 броја. Означуваме 20 години од отварањето на мемориалниот музеј во село Пелинце, така да ова година ја загрижуваме со доста со доста значајни датуми, доста јубилеи. Отидоа еве и фотографиите, имаа можност гледачите да видат дел од она што го работи музеот Куманово. Сега пред да зборуваме за плановите за 2025 година, сакам да ја прашам каков е интересот на кумановчани?
па и не мора само кумановчани, туку и на сите останати луѓе кои што патот ги води до Куманово, за да дојдат и да ве посетат во музеот. Поготово во месец декември, кога се е тоа, кога влезете слободен. Да, па значи вака, ние располагаме со повеќе објекти, каде што посетеноста можам да кажеме дека околу 3000 до 4000 посетители на годишно ниво. Инаку тоа е одлична бројка, нели? Одлична бројка, да, меѓутоа тука ќе го споменам и Кокино, кое што исто така е признано во светски рамки, имаме голем број светски туристи кои го посетуваат, нели? Музеот во Пелинце, кој што е на граничниот премин со Србија, па многу туристи кои го поминуваат. Тој пат го посетуваат, меѓутоа и училиштата од цела Македонија, морам да напоменам. Да. Да, како доаѓаат на екскурзии, да, така, кои што има што да се види, има што да се види, имате да, таму вредни поставка. експонати. Честитки и до вас и до вработените кои што навистина грижливо ги чуваат еве со години тие предмети. Не е лесно да се работи како кустос во музеј, претпоставувам, има треба многу да се знае и за историјата, нели, и да се знае како да се чуваат сите тие предмети и експонати кои што се навистина значени за нашата држава. Нашата држава, да. Па сега ние сме тим кој што работи, така можам да кажам. Инаку сите лица кои што се вработени на своите работни места како кустоси, ние сме веќе голем број советници и виши кустоси, се доста стручни во својата работа и работат, нели, имаме археолошки истражувања кои ги водат историја, етнологија, пак кажем историјна уметност, значи од сите области ние го презентираме културното богатство на нашиот град и наследство, не само на нашиот град, туку и на целиот локалитет и на нашата земја, нели, ја представуваме сите. Да. Сега направивме една ретроспектива на јубилејнава 2024 година, која што веќе ни изминува. На прагот сме на 25-та година. Кои се вашите следни активности, следни планови? Претпоставувам веќе имате направено една планна програма за работа и за наредната година. За наредната година, па да. Вака, ние сме Национално стално музеј Куманово, кое што сме финансирани од Министерство за култура и туризам, еве благодарност до нив. Јас само ќе се навратам дека во 2024 година имаме реализирано 19 проекти од музејска дејност, 2 проекти од меѓународна, едно од недвижно културно наследство и 5 од визуелни уметности, а за следната година исто така музеот ја поднесе својата годишна програма за финансирање на проекти од национален интерес до Министерството за култура и туризам, кој што се надевам дека и оваа година ќе биде подобра со многу повеќе проекти со кои што ние може да се докажеме, нели, да го презентираме културното богатство и културата и туризмот на нашиот град Куманово и околината. Кажавте дека посетеноста е голема, 3 до 4000 годишно. Меѓутоа, имате ли евиденција колку се тоа македонски туристи, колку се тоа странски туристи? И доколку имате посетеност од странските туристи, зашто најмногу постои интерес кај нив? Што најмногу сакаат, претпоставам Кокино ќе кажете, така? Кокино е највеќе посетено, меѓутоа посетена е музејската поставка, еве од сите училишта во нашиот град. Редовно е посетена. Ние имаме музејска едукација која што ја користат, нели, учениците доаѓаат тука, се едуцираат, колешките работат на тоа, имаше археолог на еден ден, сподели богатство и така натаму, сега да не должам многу, меѓутоа Кокино, да, ќе го издвојам како највеќе посетено од странски туристи, а македонските наши граѓани. Кога странците го посетуваат Кокино со водич, претпоставам, со кустос има кој што им кажува, така? Да, доколку се обратат во музеот и побараат. Да, водич, инаку може. Меѓутоа има таму кустос, така? Нема во Кокино за да им објасни за локалитетот? Нема, ама во план сме еве за 2025 година да видиме што може да направиме, ако направиме некој објект или музеј. Може би ќе има, мислам, тогаш сигурно би требало да има кустос кој што ќе биде константно таму на работното место и кој што ќе може да одговори, нели, на сите тие туристи кои ќе дојдат да им објасни нешто повеќе за обсерваторијата. Работното време на музеот е до 17 часот, меѓутоа кога има некоја интересна и изложба која што
буди повеќе интерес, тогаш што работите Тогаш двократно. работиме двократно, Еве една да. информација за гледачите како работите сега во моментов, бидејќи е Па сега да, бидејќи е доста краток периодот. И декември да. имате многу активности? Да, дека е доста краток периодот, нели, на изложбата Интегратни впечатоци колекција Енигма на познатиот сликар Синиша Кашавелски. Ние ја отворивме уметничката галерија до 19 часот и инаку работиме нормално до 16:30. До тоа време може да се може да се посетува, посети. Па видите, уметничка галерија, освен програмските активности кои што се, нели, што ги имаме проектите финансирани од Министерството за култура и туризам, ние освен тие што се влезени во програмата на националната установа, имаме и вон програмски, кои што се исто така дел од, нели, програмата на Министерство за култура и туризам и се презентирани во уметничката галерија. Значи имаме, сега да не кажам, 5-6 сигурно вон програмски изложби на познати уметници од Македонија кои што исто така ги изложуваат своите дела и така да имаме со што да се пофалиме. Да. Така е. Уште едно посетување до гледачите за крај, значи 21-ви, кој е во можност да дојде, во просториите на уметничка галерија Куманово во 19 часот и 30 минути. Еве поканувам сите, дојдете да уживаме во културата, во културното наследство и за се она што го сработи музеот во тековните 60 години. Да. Честитки уште еднаш за јубилеот, да немате можеби порака, ова беше и пораката до гледачите. Влезот е слободен, меѓутоа и не само вечерта, цел месец декември за сите посетители на постојаната музејска поставка, каде што се изложени историски, археолошки и етнолошки предмети и го представуваат богатото културно наследство на градот Куманово. Повелете, нашите врати се отворени. И не само месец декември, туку во текот на целата година и наредна година може сите да дојдат да го посетат музеот Куманово. Ви благодарам, посакувам успешна вечер на 21-ви и доколку имаме можност, еве ќе присуствуваме и ние во 19:30. Марија, благодарам и среќен пат назад до Куманово. Ви благодарам многу. Секако и од мене благодарам, среќен пат за Куманово и честитки, нека се множат годините и многу успех во вашата, еве, индивидуално вас ке ви честитам и многу успех ке ви посакам во работата и во новата 2025 година, нека ви е среќна. Фала, ви благодарам многу. Благодарам.